Две соседни општини со различни мерки кога се во прашање функционирањето на зелените пазари, а во контекст на мерките против ширењето на коронавирусот. Во соседството општина Виница ја забрани работата на сите згаџи кои продаваа конфекција, текстил, чевли и разна галантерија. Но на производителите на зеленчук и други производи за исхрана им дозволи да се појават на тезгите со мерки за прописно растојание и други превентивни мерки. Во четврток градскиот пазар во Кочани осамна празен и таков остана во текот на целиот ден. Дури ни камиончето од кое секој ден се продава оранжериски зеленчук, а главни муштери се пензионерите, не се појави на вообичаеното место. Таквата мерка значеше дека производителите нема можност да го продадат сезонскиот зеленчук, а граѓаните да се снабдат со краставици, домати, салати, спанак, млад лук и кромит, овошје, мед, домашни јајца, компери, толку неопходни за здравата исхрана. Прашањето е: каков пристап кон мерките против коронавирусот имаат властите во Виница, а како во Кочани? Скромното новинарско искуство кое е исклучиво во интерес на граѓаните е дека веќе за наредниот пазарен ден може да се изнајде општо корисно решение кое соодветно ќе одговори на сериозноста на ситуацијата. Службите во комуналното јавно претпријатие Водовод можат да ги повикаат трговците со земјоделски култури да се пријават за отворање на тезгите во четврток со понуда на одредени производи во строго ограничен број и според соодветна застапеност и да има возможност на граѓаните да го купат тоа што им е неопходно. Секако и едните и другите заштитени прописно со маски и ракавици. Така ке се пласира сезонското производство кое ако не се продаде ќе се фрли, граѓаните ќе може да функционираат нормално во делот на исхраната. Конечно, ако се толерираат секојдневните гужви пред и во маркетите, зошто поригорозни мерки би трпеле градинарите и граѓаните на зелениот пазар.